Помина речиси 2-3 седмици од нашата средба со Илија Трајковски Кочовски на сам ден на Свети Наум Охридски во истоимениот манастир во Струшкото село Мислешево, каде што бев дојден да направам нов документарен запис како за селото Мислешево, така и за празнувањето на овој духовен православен празник во ова село, и кога начално се договоривме да направам документарна репортажа и за неговото родно село, Прилепското село Крстец, ова 2023 господово лето, кога на сам ден на духовниот празник од секување на главата на Свети Јован Претеча, ова 2023 господово лето, во утринските сати ми зазвони мојот телефон и кога од другата страна на телефонскиот апарат го слушнав и препознав гласот на Илија Трајковски Кочовски, кој ми вереше: "Почитувани господине Зоране, не знам дали се сеќавате на мене. Јас сум Илија Трајковски Кочовски од Прилепското село Крстец, кога се сретнавме во Мислешево, во манастирот Свети Наум Охридски на истоимениот празник и кога начално се договоривме да наминиш и во моето родно село, селото Крстец", ми рече. "Се сеќавам, можно добро се сеќавам, како не се сеќавам", му одговорив. Од името на местната заедница и од црковниот одбор на црквата Свети Никола од селото Крстец, ве покануваме да ни дојдете на гости во нашето село, да направиш едно убаво слико, онака како што ти умееш да го насликаш. Ве очекуваме да ни го потврдите вашето доаѓање, ми рече. "Кажи им на твоите соселани дека за празникот сите македонски светители ќе дојдам во Крстец", му порачав. Ќе им кажам, те чекаме, одамна сите те чекаме, сите знаат." Голем мерак ми направи Зоране, мощно и голем мерак, ќе им кажам уште сега, со радост одговори Илија Трајковски Кочовски. "Ќе направиме се ќе направиме. Како ќе кажеш, нема проблем, јас да. Ама заедно ќе бидеме. Да, заедно ќе стигнеме јас таму. Така, да. Договорено. Да, договорено. Секако. Точно. Во ред. Како по стар обичај, кога патувам низ руралните региони, заборавените села во Република Македонија, од Скопје за Прилепското село Крстец тргнав во раните утрински сати, во зорите, во муглите, овој пат со моето возило, со стариот руски джип со камазот, кој речеше 20 и кусур години ми е верен сопатник, за да стасам навреме во селото Крстец и поречеши 2 сати, народно кажано, удобна вожна по дел од автопатската делница Скопје-Велес-Градско и регионалната магистрала Градско-Росо-Мандреновска и Фаришка Клисура, Плетвар-Прилеп, по дел од 20-километарската локална патна делница Плетвар село Реовец, село Крстец, на самото изгрејсонце пристигнав во селото Крстец, каде што ме пречека Илија Трајковски Кочовски, заедно со неговите соселани од ова село. Навистина се радувам што те гледам, Зоране. Полна ми е душава што останавме достои на зборот, што си го дадовме и на зборот што им го дадовме на моиве соселани. Навистина се радувам што ете заедно со тебе е господинов што саде вес ден го гледаме на телевизорон и во репортажине, мислејќи на еден од најпознатите не само во македонскиве, туку и балканскиве простори, во современава наша насущна денешница, антрополог, географ и историчар, а воедно и дел од менаџерскиот тим на продукцијата Маријова филм, професорот Драгослав Биновски, ми рече: "Зоране, ете сите ние сето село тебе, а посебно на нашиот пријател Драгослав Биновски, ви стоиме на располагање за се што ви треба, а тој леба ми не само што добро ги познава историскиве збинувања во овие краишта,
туку со своето знаење можно добро го познава и историсково духовно битисување на овие краишта, гледајќи го по телевизориве наши, ми велеа. Шетајќи од село во село, скенирајќи им ја душата и притоа забележувајќи што се им е потребно на селаните и селото за да функционираат, често го застапувам и силно верувам во ставот дека нивните потреби треба да се на прво место во секоја една држава. Затоа што богато село е еднакво на богат град, односно на богата држава. За мене, секој село, секој град, секој место е посебна извезена приказна. До сега сум посетил безброј места и секој од нив има посебна, автентична специфика, има своја убавина и импакт по кој ќе се сеќавам. Прав мекам, инспирација и мотив дека се може да се направи ако навистина се сака и се љуби. Природата поседува живописна енергија која и да не сте писател и да не ве бидува со зборови, верувајте, нејзината моќ ќе ве натера да постанете. Самиот воздух, престојот, исконската убавина и чистината на местото доведуваат до разбистрување на умот, мекнење на телото, додека пак душата спиритуално се воздигнува. Како што вели познатиот филозоф, поет и сликар Калил Џибран во својата книга Пророкот. Кога би можел, би ви ги зел сите кујчи од градот и би ги населил во покрајните и селата, а градот да остане како место во кое ќе се работи, но не и да се живее. Почитувани мои, пред да кинисаме ни селото, моите домајчини не замолија најсетне ние да им ги раскажеме нашите досегашни историографски сознанија за нивното село, копајќи низ македонски и балкански архиви, а сетне тие да ни ги раскажат многуте приказни за нивното родно село, што им ги пренесувале нивните дедовци и баби, кои ќе бидат дел од оваа репортажа. Нивниот предлог со задоволство го прифативме. Крстец се наоѓа во подножјето на планината Бабуна, источно од Прилеп, од каде е оддалечен околу 15 километри. Се наоѓа на источниот обод на Пелагонија, најголемата висорамнина во Република Македонија, сместено високо на западните висови од планината Бабуна. Надморската висина во селото е приближно околу 1080 метри. Климата е планинска, заради нагласената надморска височина. Атарот зафајќа површина од околу 15,6 км квадратни. Ова село се снабдува со вода од карпестите извори Горна и Долна Чешма. Во подножјето на селото има уште 3 извори: Еленец, Ливадиште и Забел. Селото Крстец илјадници години зрачи на целиот негов простор, како дел од културниот простор на древна Македонија, како дел од македонската кралска династија на Аргеадите, како дел на Римската империја, како дел на Источното Римско царство, чиј владетел со Македонија, како дел од Византија и остовачна Јустинијана Прима, чија наследничка е Охридската архиепископија, е императорот Јустинијан Прима, како дел на Свети Клементовата книжевна школа, како дел на мноштата црковни повелби и житија кои датираат од 969 до 1018 година, за време на владењето на синовите на македонскиот комитопула Никола, македонските комитопули Арон, Давид, Мојсе и Самојл, посебно за време на владењето на македонскиот владетел Чаро Самојл и на македонските владетели Иван Владислав и Гаврил Радомир
од 979 до 1018 година, како дел од владавината на византискиот император Василий II од 1018 до 1025 година, како дел од црковните записи на византиските императори Михаил IX Палеолог и Андроник II Палеолог од 1299 година, како дел од македонската средновековна држава предводена од македонските властелини Стефан Урош II Милутин во Христовулите од 1330 година и 1331 година, посветени на манастирот Трескавец, царот Стефан Урош IV Душан Немањич, кој со Македонија владеел од 1346 година до 1355 година, каде што селото се споменува во Душановата повелба од 1350 и 1351 година за манастирот Трескавец, кралот Димитрија Волкашин, кој со Македонија владеел од 1365 година па се до 1371 година, кралот Марко, кој владеел со Македонија од 1371 до 1395 година, како дел на Отоманската империја и како дел на Република Македонија. Југоисточно од селото, на еден гребен, се наоѓа возвишеното Кале на картата Козјак. На ова возвишение се наоѓа и локалитетот Маркова бразда. Според селаните, се верувало дека на ова место крали Марко се борел со турците и од јачината на борбата тука тој направил еден ров, ископан во каменита подлога. Над Крстец, во близина на селото, постоело место кое се нарекува Странка. Во минатото, на ова место селаните пронашле крстови, икони, бакарни садови и стари гробови. Денеска пределот е распослан со ниви и со шуми. Местото е на околу 1 километар оддалечено од селото, но остатоци археолошки ископини нема. На тоа место, кога оваа парохија била активна, се правела литија на празникот Летен Свети Никола. Обстојувањето на селото Крстец е забележено и во Отоманскиот пописен тапи дефтер број 8 од 1436 година, за време на владеењето на отоманскиот султан Бајазид II, каде што селото припаѓало на румелискиот Бегле Беглус, со чиј имот раководеле монасите од манастирот Трескавец. Во пописниот дефтер од 1446 година, каде што според овој попис селото е метох на манастирот Трескавец, а припаѓало на Пилевската каза. Исто така селото Крстец е забележено и во пописниот дефтер број 508 од 1447 година, во пописниот дефтер од 1560 година, во пописниот дефтер од 1562 година, каде што и натаму е метох на манастирот Трескавец. Селото е забележено и во томанските пописни дефтери од 1565 година, во томанскиот дефтер од 1570, во пописниот дефтер од 1582 година, во томанскиот дефтер од 1583 година, 1599, 1652 година и 1657 година, каде што селото и натаму е метох на манастирот Трескавец, а припаѓало на Пилевската каза. Дека ова село на овие простори обстојува многу векови, говорат и пишаните документи на многу учени луѓе од периодот на првата половина на 18 век, па се до првата половина на 20 век, меѓу кои монографијата Историја на Охридската архиепископија Патријаршија 1394-1767 година од Иван Снегаров,
Пишаниот документ под име Стара Србија и Македонија од Спиридон Гончев, топографско-етнографски преглед на Македонија од Стефан Верковиќ. Во книгата Етнографија и вилаетите Андријанопол, Монастир и Салоника, издадена во Константинопол во 1878 година, во која е дадена статистиката на машкото население од 1873 година, Крстец е посочено како село со 26 домајќинства и 100 жители христијани. Според статистиката на Васил Крнчов, внесена во книгата Македонија, етнографија и статистика од 1900 година, Крстец имало 300 жители, сите христијани, додека пак, според податоците на секретарот на екзархијата Димитар Мишев, во книгата Македонија и незината популација, во 1905 година, Крстец броело 176 жители, сите рисјани. Кои се викани места овдека? Места викани има, може би ја спомна предходно на почетокот Драган, местото Странка што се вика, старите го вика Страње. Место има, ова например место овдека се вика Топила, го викаат Ружинец, погоре место викано Лачник, натаму место викано Мартино Гумно, од другата страна место викано Длабоки Дол. Има повеќе места. Тие се места кои што се вака речено над селото, а под селото има места уште така со називи Дабра, Лозиште, Рамниште, Кочоводеница, има Кочотрло горе, има Рупа се вика место, има Црнок место, има Букојца, има, значи, доста називи. Кога сме кај називите, да споменам дека по некои записи и по некои преданија, самото име Крстец е наречено, односно добиено е од старословенскиот збор хрс, кој што значи извор, вода, а Крстец изобилува со извори и со вода, поголеми извори и помали извори. И така да хрс, крс, со претопување во изговорот, во еволуирање на името, од хрс почнува крст, крст, крстец го добива името. Во атарот на селото Крстец има повеќе пештери. Точно е, од кои најголеми и најпознати се Рамната пештера, која е што во подножјето долу и во рамничарскиот дел, и дуовата пештера на самиот врв Козјак. Врвот Козјак е со надморска висина од 1746 метри. И пештерата Рамна и пештерата Дуова вода горе се во атарот на село Крстец. Погрешно е некој што мисла дека Рамна пештера долу во Рамниште, местото викано Рамниште, и затоа и Рамна пештера старите завикале, мислат дека е во атарот на село Оревоец. Не е точно, и таа пештера и ова пештера горе се во атарот на село Крстец. Интересни се двете и се предмет на испитување на спелеолози, меѓутоа има несовесни кои што имаат направено оштетување во долната пештера, каде што се земени сталактити, некои сталагмити, поготово од Невестинската соба, како што ја нарекуваме. Таа е при самиот влез во пештерата лево и стварно беше до пред едно 30 на години прекрасна човек да ја гледа, да ја сними и да ја посети. А горната пештера на самиот врв Козјак има должина можеби од близу 100 метра, ако не се 100, негде 70 сигурно се. Исто така е интересна, незиниот отвор е голем и гледа према страната на магистралниот пат од Прилеп што води према Велес и Градско. И таа пештера има влегување по еден, првиот дел е рамничарски дел, потоа се слегува низ карпи, низ камења, се стигнува до едно место каде што има вода, извор,
таму има уште еден отвор од тоа место, меѓутоа од тој отвор нема натаму податоци дали некој бил. Старото предание кажува дека на некој овчар така му паднала овцата и ја нашле дали во Вардар или надолу во Белото море, не знаеме. А иначе самата пештера е предмет на испитување и е влезена во пештерите во Македонија. Меѓутоа, пристапот до незе е доста тежок, така да со возило се стигнува до овде, до ова место, а од овде треба да се оди пешки. Од овде одењето до пештерата изнесува негде околу 60 минути. Дури и повеќе за оние кои што... Затоа што сето е на горнина и треба да се оди по самиот срт на крајните падини на Бабуна планина. Селото Крстец е поделено на неколку маала. Петревско, Коловско и Здравевско, додека најстари фамилии се Петревци и Кочовци. Овие две фамилии ја слават пречиста за домашна слава. Останатите фамилии се доселеници од страна. Такви се фамилиите Зердевци, Валчевци, Колевци, Ристевци, кои за домашна слава ја имаат Свети Никола. Неколку фамилии од Крстец се преселиле во Кавадарци, додека сите други фамилии се преселени во Прилеп. Јас се викам Благоја Кочовски. Роден сум, мајка ми, како што ми кажуваше, на 12 февруари 1935 година. То било 3 светители празникот. Меѓутоа, тогаш кој кога ќе пријавил, тогаш го запишувале. Ме запишале на 18.2. дека сум роден и во документите сум на 18.2.35 роден. Така. Татко ми се викаше Данчо, мајка ми се викаше Васка. Таа од кај беше, која фамилија беше? Беше од Никодим. Така? Мажена овдека, ама беа 3 сестри, немаа браќа. Јас се викам Василе Наумовски. Сум од фамилијата, да речем, со прекар надимак Балчевци, иначе Наумовски. Роден сум 1949 година. А долги години немав дојден овдека. За време на периодот на школувањето, поредко идев овдека. Идев само кога родителите ќе ме задолжеа. Тога во Прилеп чувавме стока. Да донесам сено, некојаш дрва ќе донесам и така. Меѓутоа што ме повлече после тоа, за да овде идам честопати, е љубовта кон родното место, љубовта на ова прекрасна природа, која што обилува во околината и во селото, ме повлече да идам тука. Куќата наша сега е разрушена. Нормално во тој период си појдовме долу в град и остана сама. Како секоја судбина на нашите села македонски. Како судбината на цело село овдека. Меѓутоа после ме повлече љубов тоа што реков народната грудка. Направив едно викендиче мало, колку да можам да дојдам, ова што викаме да ја нахранам душата, да се подсетиме на минатото. Тоа ме најпојче повлече и секош една препорака велам да си ја сакаме, почитуваме прво родната грудка, па после пошироко веќе и самата држава во која што живееме. Јас сум Стиван Темелковски. Така?
Роден сум 1950 година, село Крстец овде. Од која фамилија си? Јас сум од така, татко ми е донесен овде кај Владиловци. Од Задиловци? Мајка ми Никодинка. Така. Ранениче татко ми донесен овде. Така. И дошло во Колеско мало. Така. Кај Мирчевци. И Мирчевци, Колеско, тоа истото нивно е тоа. Така. Татко ми е роден 27 година. Се запуши во Мермер. Така. Петар да работи. А јас овде ние бевне на 7 години, до 10 години овде бевне. До тука се поселиме град. Така. Учев во Ревој 3 години. Колку сте браќи и сестри? Ние тројца браќа и една сестра. Така. Сега вака едно. Твојата домајчика од каде е? Жанава ми е од Штавица родом. Од Штавица? Да. Така. Колку чела Господ ви даде? 2 маски деца имам јас. Така, женете или не се женете? Женети со децина, имам едно дете, едно две децина. Како се вика внучината? Внучината, едно Филип се вика, другиот Изабелче, Филип, Изабелче и Давид. Кој ти е Најголемиот Давид. Кој ти е помило првото или сигарето? Сите ми се истини. Кој ќе прочиташ орени селово? Кој ќе видиш куќата на Петрци, така речено падната, куќата на Митрици падната. Овој го сите со качење се обрастени да чуме со треварно, ама има и по некоја викендица. Ти се радува ли душата или ти плаче? Како не ми се слушај, овие што се прав викенди се ми се радува душата одека. А тие се паѓа веќе зажалувај се. Така е. Жалувај се. Така е. Бога би сето зидини. Втората половина на 18 век за селото Крстец е период на обновување на селото испразнето со пустошењето на арнаутскиот башибозук, кој броел околу 200 рами и силеџи, уништен од отоманскиот падишах. Меѓу првите знаци на обнова на селото секако е изградбата на црквата Свети Никола. Храмот Свети Никола преживеал травматични времења, насилност, трагичност и погубност. На повеќе места на градбата на црквата, на камбанаријата или на живописот стојат надписи со датуми кои потсетуваат на бурен и трагичен период. Жителите раскажуваат дека за времето на Првата Балканска војна се градела, доградувала и украсувала црквата. Тоа бил пркос на деструкциите. Градбата била подигната во 1881 година на место каде имало храм од постар датум. На неколку икони се бележи надпис од 1883 година. Турскиот период е застапен на два надписи. Едниот е на влезот во тремот на црквата од 1904 година. Другиот е над влезот во камбанаријата со надпис од 1905 година. Следи надпис од Втората Балканска војна на една мермерна плоча во тремот на црквата од 1913 година. Од бурното време потекнува еден од поголемите зафати. Најголемиот дел од живописот е од 1943 година. Потврда има над вратата на западниот ѕид. Живописот го работеле браќата Доневи од селото Гари. Тие се потомци на познато зографско семејство од 19 век. На Андреј Петров, Ангелков со синовите Димитар, Георги и Нестор. Нивните имења се среќаваат во црквата Свети Спас во Кален, во Света Троица во Ропотово и на некои други места. Од литературата се познати Андон, односно Доне, Георгиев Донев и неговиот братучет Илија Димитров Донев, кои како живописци се од 1938 година. Се верува дека токму тие се има историите од црквата во селото Крстец. Во оваа црква се среќава фреско сликарство со различни датуми. По иконите од иконостасот, од подписите за подарување, се гледа дека тие биле поставени приближно со датумот на изградбата на црквата, односно 1883 година. Повеќе икони се од жителите. Веројатно е дека од тоа време се живописани и ѕидовите. Но во 1943 година живописот бил целосно обновен од страна на зоографската тајфа од Гари. Споредбата меѓу мајсторите од Крстец и нивните постари предци од селата Кален и Ропотово се забележуваат содржински и естетски разлики. Фрескосликарството на постарите предци се одликува со богат колорит и изразени бои, а живописот од црквата Свети Никола во Крстец се одликува со послаб колорит,
со слабо изразени бои и особено присуство на црната и белата боја и бледосиви површини на живописот. Ваквиот израз од живописот подсетува на збирка од своевидни цртежи, иако тоа не значи дека нема своја вредност. Застапената естетика успева да го привлече и задржи вниманието. Авторот успеал да постигне известна импресивност и свеченост на изгледот на композициите и на ликовите. Некои од композициите се со нагласени содржајност и складност на елементите. Атрактивни се судењето Христово од Пилат, каде се забележува блага драматика и известна психолошка димензија. Вознесението Христово, каде се со своевидна раздвиженост на ликовите и други, содржински се стречаваат неколку композиции и ликови, меѓу кои и композициите Раѓањето на Исус Христос и Воскресението Христово. Уметничкиот израз и квалитет се далеку повисоки кај иконостасот од 1883 година. Со особена ликовност се одликуваат иконите Свети Архистрати Михаил, Свети Никола, Света Богородица со Исус Христос, Исус Христос Седржител, Свети Јован Крстител, Свети Пророк Илија, како и ликовните содржини на портикот на иконостасот, на кој ги стречаваме ликовите на цар Соломон, цар Давид и Благовештението. Иконите се колоритни, со хармонично распоредени бои, како и со комплексен психолошки израз на ликовите. За жал, мораме да констатираме, не е познат авторот на овие христијански ликовни дела, кои заслужуваат посебно внимание. Посебен момент од живописот е патронската фреска од надворешната страна на зидот. Станува збор за ликовно дело со нагласени естетски вредности. Ликовниот израз подсетува на постарите мајстори. На фреската портретот на Свети Никола пречекува со сериозен поглед со загриженост и нагласен психолошки набој, од кој зрачи длабоко изразена благост. Авторот постигнал длабок психолошки ефект, кој подсетува каде се наоѓаме и во каков објект влегуваме. Ликот воведува во Божиот храм и поттикнува божествено чувство. Селото Крстец од памтивека имало учени луѓе. Според пишаните документи, првото училиште почнало со работа во 1882 година во селската црква Свети Никола. Наставата се изведувала на македонски црковен книжевен јазик, а учители биле селските попови. Во учебната 1900-1901 година во Крстец учествувал даскалот Стефан, а за време на неговото учителствување е формиран огранок на Македонската револуционерна организација, прв во оваа регија. Во селото учители биле Вуксан Тривковиќ, Милорад Поповиќ, Никола Касмановиќ, Аца Стојанов, Милетија Максимовиќ и многу други. Во периодот под османлиското робство, мештаните од селото Крстец се појавуваат одредени индивидуални форми на отпор. Ваквите настани влијаеле да се разбуди и разгори националната свеска и населението, која со години била потискана во оваа регија.
Мештаните од селото учествуваат во борбата за ослободување на македонскиот народ од отоманското владење и создавање на самостојна македонска држава на македонскиот народ, како во предилинденскиот, илинденскиот и поилинденскиот период. Водата Петар Рацев, иначе од соседното село Оревоец, бил познаник и другарувале со овдешните луѓе. Мојот прадедо Трајко бил негова генерација, исто доста добро се познавале и живееле заедно, да речам, како млади луѓе, како деца, бидејќи најсоседно село ни е Оревоец и познанствата и врските се меѓу Оревоец и Крстец доста јаки, доста добри. Така да Петар Рацев бил гостин во село Крстец на повеќе наврати и кога бил војвода веќе, кога станал, кога почнала борбата за воздигнување и кревење на Илинденското востание. Петар Рацев бил присутен во село Крстец, тоа е точен податок. Во времето на Балканските и Првата светска војна, состојбата воопшто не се променила, напротив, и селаните од ова село, како и безброј други македонци, ги оставиле животите на туѓите боишта, бранејќи туѓи интереси. Појавата на социјалните движења во Европа и светот во периодот пред Втората светска војна ги натерало жителите на овој простор без размислување да се вклучат во новите прогресивни движења, надевајќи се на подобар живот и активно се вклучиле во антифашистичкото движење и се народното восстание на македонскиот народ против фашистичката наезда од 1941 година па се до 1945 година, раководена од Комунистичката партија на Македонија и маршалот на Југославија Јосип Броз Тито. Во 1944 година во селото се формира првиот месенародно ослободителен одбор. Во периодот од 1945 година до 1950 година селото припаѓало на Битолската колија, а од 1950 година па се до 1963 година селото припаѓало на Плекварската општина, а од 1963 година во Пилевската општина. Според пописните листи, забележено е дека во 1921 година бројот на домаќинствата во селото изнесувал 25, бројот на населението низ годините е следниот. 1948 година 192 жители, 1953 година 180 жители, во 1961 година во Крстец живееле 92 жители, во 1971 година селото броело 21 жител, а според пописот од 1981 година во Крстец живееле 9 жители, во 1991 година 6 мина, во 1994 година бројот изнесувал 8, а според пописот од 2022 година во селото живее само 1 жител. Оскудното плодно поле ги приморало мештаните од селото Крстец својата екзистенција да ја наоѓаат на печалба, чиј традиционален печалбарски начин на живење од година во година се поголем замав земало. Печалбарската традиција речиси и никогаш не прекинала. Покрај тоа, што многу мештани од селото биле на печалба во тогашните балкански престолнини, семејствата многу успешно стопанисувале и со своите, иако оскудни имоти, обработувајќи ја земјата и одгледувајќи добиток за вршење на земјоделски работи и за домашни потреби. По потекло сум од Долно Српци, а животот сум го поменал во Битола, а 57 години сум од Австралија. И сега баш ми е мило што се најдов на сите вас овдека, а во Крстец посебна љубов имам, бидејќи нема пат кога сум дошол
да не го посетам. И мислам од мојот одмор во Македонија, најпојќе го поминувам времето овдека во Крстец. И премногу сум задоволен, а најпојќе сум задоволен од пријателите тука, што сум се запознал, Васко и сите други. Некако Крстец ми е посебно местенце, ако е мало, ама многу сум залюбен во тоа и уживам на тие пример. И сега само Бог да му даде добри иднини, добра среќа, Господ да и дарува со многу слога и му пожелувам селото да го видам во моите постари години, ако ми дај Господ, да бидат уште повеќе луѓе, да запознам повеќе пријатели. Рековте дека сте во далечна Австралија 57 години. Да. Во кое место сте таму? Јас сум во Волонго, едно 70 километри е далеко од Волонго до Сиднеј. И таму ми е целата фамилија, имам. И како да кажам, ја не можам да сватам дека некој од Австралија кој дојде има пријател да не дојде овдека. Стварно е прекрасно место. Јас сум Методија Палируле. Во село Крстец дојдов по убедување на мојот бивши комшија Благоје Кочовски. Можда има 50 години, точно 75-та и 6-та година, Блаже ми вели еден ден, бидејќи бевме комши таму. Дете, ако си слободен, да те носам село, каде бе Крстец? Ами шо сега зимово? Татко ми има овци, на јагнијата ќе му правиме топли соби. Ќе идам. Му рекол со 2 збора, дојдовме до Ревојц и после снег до полу. Блаже тера напре, го цепи с него, јас по него. Дојде овдека, се зачудив шо значи и покрај снегот и покрај јаката зима, топло, пријатно. Од тогаш, вака ми рече, дете, ако си со ние да правиш викендица, ќе бараме место. И после толку години најдовне. И станав жител на село Крстец. На големо задоволство. Доаѓате често пати овдека во Крстец. Мештаните можа да кажа дека ова е најумиленото место. Кај што патувам, а секаде патувам, кај што имам прилика, и кај што има пат и кај што нема, кај што се заборавени местата. А Крстец, благодарение на Благоје Кочовски, е најубавото климатско место во Македонија. Тоа сигурно. Во селото Крстец се уште ја има старата традиционална македонска чаршинска селска архитектура, која се карактеризира со приземје и зиден од камен и кат исто така изграден од камен, а негде воде ќе наидете и на така да речам реновирани врз старинска архитектура семејни куќи, кои говорат дека селото Крстец не е заборавено село во Република Македонија. Почитувани мои, Бога ми мерак ми беше што ете Господ и мене ме донесе да дојдам на гости во селото Крстец, каде што неколку мината преостанати селани од ова село ми раскажаа многу приказни за историчкото битисување на ова село. Големиот дел на многуте приказни што ми ги раскажаа мештаните од ова село, ќе ви ги пренесам во продолжение на наредната репортажа.